каде е. Четврта, најмалку, која што најмалку се задржувала во сите изминати 7 години. Значи, збирја ова сите изминати години, вклучително и кризниот период. Значи, еве колку другите држави во исто време земале кредити, колку земала Македонија. Дали е точна вашата констатација, господин Николов, и вака ќе освртам, дали е точна вашата констатација дека Македонија се задржува повеќе од другите земји? Погледнете во графиконот, еве видите дали Македонија е на почеток на скалата или е на крај. Што се однесува до буџетскиот дефицит. Исто така, господин Николов, јас сакам малку да ви кажам дека треба, освен дебатата политичка што ја водиме, да се подготвиме и да видиме што сметаат другите, кои што се некои авторитети, да речеме. Не можеме ние ВМРО и СДСМ да се погодиме околу тоа дали треба да биде буџетскиот дефицит поголем, помал или слично. Можам да ви кажам, да ви цитирам, што кажал директорот на ММФ, господината Кристина Лагард, во јуни 2012 година. Земјите, цитирам, земјите кои имаат фискален простор, треба да бидат подготвени да го искористат, особено доколку условите во Европа и светската економија продолжат да се влошуваат. Што значи ова, господин Николов? Значи, истото го кажува и Оливија Бланшар, главниот економист на ММФ. Оние земји кои што имаат фискален простор, треба да одат чекор понатаму и да ја преиспитаат брзината со која што го спроведуваат фискалното прилагодување. Интервју на Оливија Бланшар во април 2013 година, главниот макроекономист на ММФ. Што значи ова? Во превод. Тоа значи дека ММФ препорачува, ако сте земја што има ниско ниво на долг, значи имате уште фискален простор за задолжување, нема да отидете во високо задолжени земји, не треба толку брзо да го намалувате буџетскиот дефицит, затоа што тоа ќе влијае негативно врз економскиот раст. Ако сте земја што е високо задолжена, како што се Шпанија, Португалија, Италија или Грција, тогаш мора да идете со нагло намалување на буџетскиот дефицит за да обстанете. Значи, тие препорачуваат, ММФ препорачува оно што владата го спроведува. Значи, ние не ги прашавме ММФ, но ние знаеме што е потребно за македонската економија да оствари раст во вакви времиња. Јас ви тврдам, македонската економија немаше да го оствари растот со политиките што ги предлага СДСМ. Имавме рецесија. Вие тоа го докажавте во времињата кога водевте економската политика. Не се води политика на база на теорија, се води врз база на практика. Во практика не важат исти рецепти за сите земји. Не важи истото што е за Италија, за Македонија, бидејќи Македонија навреме ги исплатила врските што вие ги создадовте. Од 38,4% ниво на државен долг од 2005-та. За само 2 години, првите 2 години, 2007-2008 го намаливме на 24%. Тоа домаќинско работење возможи сега во овој период на криза да позајмиме, да ја поддржиме македонската економија, да реализираме капитални проекти, а во исто време да не ја доведеме Македонија да биде високо задолжена, па дури и средно задолжена земја. Тоа е политика што треба да ја поздравите, господин Николов, зашто тоа го спаси македонското стопанство. А не цело време да ги повторуваат истите реченици: стегајте, рестрикција. Со тоа македонското стопанство ќе го загушевме, немаше да има раст и сите ваши заштеди за кои што зборувате во буџетот што ќе ги направите, како процент од бруто домашниот производ, немаше да дадат резултат, односно ќе имаме и повисоко ниво на задолженост, и повиша економија, и отпуштање од работа, и се друго. Може би тоа е вашата цел, политички гледано, но сакам да ви кажам дека како економист не можете да го одбраните концептот. Македонија и денеска има понизок дефицит од Велика Британија оваа година 6,8%, Шпанија 6,5%, Португалија 5,5%, Словенија 5,5%, Холандија, ако сакате, 4%, Франција 3,9%. Значи, тие земји што имаат многу повисок долг од нас, се уште преку буџетот реализираат политики кои што се во функција на економскиот раст. Македонија ги реализира овие политики не заради друго, заради тоа што македонското стопанство не е толку конкурентно колку што се овие стопанствата на овие земји. Затоа ние мора да дадеме поддршка на стопанството. А како ќе дадеме поддршка ако не преку буџетот? Како ќе дадеме поддршка ако не преку реализација на високи капитални инвестиции? Како ќе дадеме поддршка ако не преку навремена исплата на обврските? Тоа се политиките за кои што се залагаме и кои што беа вградени во буџетот. Како ќе дадеме поддршка за заштита пак на животниот стандард на најранливите категории? Примателите на социјална помош, земјоделците, пензионерите, па и оние кои што имаат ниски примања, само преку зголемување на истите во буџетот. И тоа го правиме, толку колку што имаме сила. Објективно ние би сакале да биде и 10-15%, господин Николов, зголемувањето, ама не е фер кон тие граѓани да лицитираме. Тоа е неодговорна политика, да излезете на било и да речете
малку е 5%, дајте им 15%. Ама прво треба да погледнете зад себе колку сте им дале на тие што сега им се обраќате и што им викате дека треба поголемо. Второ, треба да разговараме за тоа од каде да ги обезбедиме тие пари. И колку земји во Европа денеска зголемуваат пензии. Најдете една земја што зголемува пензии. Не повеќе од Македонија, една што воопшто ги зголемува пензиите. А ние, како влада, го утворивме тоа како приоритет, го вградивме во буџетот за 2013, го вградивме во буџетот за 2014. И исто така за сите социјални категории. Така да тие политики може да се слагаме или не се слагаме политички гледано. Ама разговарајте ги, молам, разговарајте ги со економски авторитети, со луѓе што може да ви потврдат било од Светска банка, било од ММФ, било од тај сакат, од Европа. Разговарајте со луѓе што ќе ви укажат на тоа дека Македонија со овие политики успеа меѓу другите земји најдобро да се справи со кризата. Не е лесна состојбата, не е може би сјајна. Ние би сакали невработеноста да се намали на 20%. Ама господин Николов, не можете да го побиете фактот дека историски гледано невработеноста е на најниско ниво во Република Македонија. Во услови кога во 5 години од 7 години изминати имаме светска криза. Ако ја немаше светската криза, веројатно резултатите ќе беа уште подобри. Тоа покажува дека правецот е добар, дека политиките се добри, дека резултати има и дека резултатите ќе бидат уште подобри во годините кога европската економија ќе ни го овозможи тоа. Но не може да ги спорите како квалитет на политики. Не може на база на тоа извлечена бројка за некој случај да констатирате дали се успешни или неуспешни мерките за невработеноста. Дајте да со бројки. Во изминатите 6-7 години вработеноста е зголемена за 112.000 лица. Од 566.000 вработени сега има 678.000 вработени. Ова што кажувате, 3 години поред, господине Ставровски, 3,9% дефицит, а замислете бруто домашниот производ ви расте со пониски стапки. Јадете од тоа што постои веќе. Тоа нема економијата, не генерира раст, да може да трошите толку пари. Така пропаднаа сите фирми во Република Македонија. И сега вие ми велите грчко сценарио. Па и в Грција не се случило тоа од денеска за утре. 15-10 години некоја влада се однесувала вака, трошела, вработувала администрација, може би качувала пензии заради политички поени, не заради реалните можности, па им се случи тоа. Во Грција не станало тоа за 3 години. И сега немојте нас да не обвинувате за нешто што сакаме предвреме да предупредим. Бројките се тие, колку и да не ви кажувате се тие. 900 милиони евра вие за 3 години ќе креирате нов долг, кој што не може македонската економија и граѓани да ги покријат за тие 3 години. И ќе треба некои идни генерации да ги враќаат. Ама од друга страна вие велите да се искористи, препорачува ММФ, фискалниот простор. Се сложувам со вас. Меѓутоа, ајде да видиме како користите вие фискалниот простор за заложување. Си градите фонтани, врби во Вардар, згради од 30 милиони евра, театри од 20 милиони евра, мостови. Дали е тоа продуктивно користење на фискалниот простор? Може и да ми кажете која е додадената вредност од врбите во Вардар? Сега, гледате, тоа хваќа сведе на дебатата на гола политика. Зошто се лутите одма? Како министерот не ми покажува табели, ајде кажете ви додадената вредност од врбите во Вардар, колку е тоа значајно за македонската економија? Кажете ли, колку е значајно за македонската економија да има 30 споменици на еден мост? Вие го користите фискалниот простор така. И затоа велам не уништувате полека иднината на Република Македонија. И сега, сериозно, моја одговорност е да предупредам на тоа. Ваше ги имате инструментите, мнозинството, кој ќе ви гласа, меѓутоа немојте да бегате од фактите за оваа работа. А оти не кажете дека и представникот на ММФ, која беше последниот пат, ви сугерираше да го намалувате буџетскиот дефицит. И вие се сложите тогаш. Не споревте со него тука која беше.
Гувернерот на Народна банка ви кажа Македонија полека мора да размислува за намалување на дефицит, бидејќи претеравме со задолжувањето. Сега да ве прашам за невработеноста. Јас ви го посочив мојот град. Од 15.000 невработени во 2006 на 2900 невработени последниот податок од Агенција за вработување. Еве уште еднаш да повторам. Ве поканувам да дојдете во Велес и да им објасните на граѓаните каде 12.000 луѓе се вработили. Наистина не ми е јасно. Или овие 100.000, 115.000 што кажувате се вработиле, што јас не го спорам, статистиката го покажува така, зошто паѓаат придонесите во фондот? Ако се вработиле реално и се плаќа за тие вработени придонеси. Уште еден податок за кој што логички, ако ги поврзувате работите, не може да имате вие зголемување на вработеност, а помалку приходи у фондот. Значи ви работат на црно. Или не се реални. Или сте ги ставиле сите во администрација, каде што има префрлање на парите. Па тие се бројките, господин министр, ви од фондот за пензијско инвалидско, дека помалку придонеси планирате во ребалансот ваш. Приходи од придонеси 42 милиарди 842, со ребалансот 42 милиарди 624, 3,5 милиони евра помалку. А тука ми ведувате 5 минути дека невработеноста е на историски најниско ниво. Кај се вработени ако нема придонеси? Која е логиката сега да зборуваме за таа работа? Еве ги податоците на ребалансот стојат така. Ги имам овде и податоците од фондот за ПИО. Зошто ги зголемувате трансферите во ребалансот од 19 на 21 милиарда? Значи фондот за ПИО и покрај наводно успешната политика за вработување не може да преживее. 1,6 вработени на еден пензионер. Не може да преживее. А што се однесува за грижата која што ја покажувате кон пензионерите, социјалните категории и така. Господине Ставровски, добро е Македонија да биде четврта по јавен долг, четврта по раст, втора по дуи бизнес како место за водење економија, меѓутоа не е добро да биде последна по висината на плати и на пензии. Кај се сега успешни политики, каде што треба да се рефлектираат најмногу на стандардот. У Балканот, у Европа имаме најниски плати, пензии. Како е сега успешна владата, а граѓаните неуспешни, немаат за живот? Па вие владеете во име на тие граѓани, да им го подобрите животот. Што му значи на еден граѓанин колку сме добри на дуинг бизнес или четврти најнизок долг или најголем раст на БВП во Европа? Што му значи? Тој кога ќе биде на први сметките за струја, за вода, за телефон, за школарина, за хранарина на деца, што ќе отиде у градинката и евана? Види, најдобри сме четврти Европа, не мора да плаќаме. Треба пензии, треба плати. А тие се најниски у Европа. И затоа ние кога зборуваме како опозиција, сакаме да зборуваме и за реалниот живот. Проверете слободно, кај сакате најниски се пензиите во Република Македонија и платите и пензиите. Може едino со Босна тука да се надпреваруваме со 20 евра повеќе помалку. Но тоа не е одраз на вие како што велите успешните економски политики со параметри четврти во Европа по долг и по раст на БВП. Граѓаните не може да го почувствуваат тоа и за жал, ако продолжиме како држава со оваа политика да упорно се задолжуваме, а ги трошиме парите за непродуктивни расходи, тој период ќе биде или тој јас ќе биде се поголем и поголем.